Имаме притворени новинари. Тоа е една сива зона во центарот на Европа, затоа што режимот на Лукашенко со голема поддршка на режимот на Путин им оневозможува на луѓето во земјата да говорат, да пишуваат, да си ги изразуваат мислењата, затоа што можат да бидат со години затворени. Само заради еден коментар, заради една порака на месенџер, да речеме, последниве 4 години помеѓу 1,5 милион луѓе ја напуштаја земјата и илјадници луѓе не може да се вратат дома. Повеќето новинари, повеќето активисти одат во екзил и работат од екзил. Само овие луѓе можат да го пренесуваат гласот на своите сонародници кои што не можат да ја напуштат земјата и кои што живеат во тивката сива зона, зона на притисок. Вчера и добив ужасна вест. Една жена се самоуби поради политичката репресија во Белорусија. Тоа се случува кога на луѓето им е оневозможено повеќе да зборуваат и не знаат повеќе што да сторат со таквите невозможни услови за живот. Кога не можат да ви се осветат вас како новинари, како активист во екзил, понекогаш посегаат по вашите роднини кои што се уште се во Белорусија. И се ова се случува благодарение што поддршката ја пружа Путин, затоа што повеќето белоруси сакаат да бидат слободни. Но знаеме дека додека на наша територија има руски сили, руски трупи, мислам дека некаде според моје мислење има некаква си хибридна окупација на Белорусија. Нашата ситуација целосно е зависна од победата на Украина и нашите момци и девојки се борат за слободата на Украина, а со тоа и за слободата на Белорусија. Но сметам дека сепак нашата диаспора и нашата опозиција е многу силна. Можеби најсилната опозиција, диаспорска опозиција во светот. Имаме добри организации во екзил кои што им помагаат на луѓето. Им помагаат на семејствата на политичките затвореници да ја напуштат земјата и да создадат, да им дадат средства, да им обезбедат документи. Јас сум многу горда на ваквите организации, затоа што опозицијата, затоа што не успева Русија да не скрши. Работиме преку диаспората. Ова трае веќе години. На светот му покажуваме дека сме силни и дека сме поврзани и дека продолживме својата борба. Уморна сум веќе со години да ги повторувам истите работи. Но многу е важно, затоа што милиони белоруси не можат да зборуваат за себе, не можат да пишуваат за својата ситуација. Сите оние кои што се во екзил
ја имаат должноста да го засилат, да го пренесат нивниот глас и да говорат во нивно име. Да му кажат на западниот свет што се случува за нашите проблеми. И да кажат дека ние не сме руси, дека ние имаме собствени проблеми. Сосема поинакви проблеми. Имаме собствен јазик, што не е руски. Имаме собствена култура. Не сме браќа. За жал, ќе бидеме соседи, но не и браќа. Никогаш браќа.